Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во моментот изгледа како возило пуштено во удолница без водач. Дејствуваат по инерција и главната стратегија им е да направат што е можно повеќе штета на Република Македонија, оцени премиерот Никола Груевски. Шансата на ваков начин да се загуби препораката од Европската унија е огромна. Мислам дека најсреќен човек во тој момент ќе биде Зоран Заев и ќе скока по 1 метар во висина ако дознае дека Македонија ја загубила препораката. Граѓаните тоа го препознаваат, го препознаа и во минатото, тоа го препознаваат и сега. Тоа не е стратегија, тоа е деструктивната политика што ја водеше Бранко Црвенковски, а сега ја продолжува Зоран Заев, додаде премиерот Никола Груевски. Со никој од владеачкото мнозинство не сум преговарала, ниту пак планирам да преговарам. Како што веќе кажав, јас останувам во опозиција и ќе ги застапувам позициите кои на јавноста веќе и се познати. Вели пратеничката на Либерал-демократската партија Роза Топузовска-Каревска, таа вели дека останува на ставот дека пратениците се избрани за да работат во собранието. Истото го мислев и во 2011 година, кога поголемиот дел од опозицијските пратеници, предводени од СДСМ, решија да го бойкотираат парламентот, а ЛДП, која во тој период беше опозицијска партија, но настапуваше самостојно, одлучи да остане во собраниските клупи, вели Каревска за медиумите. Ивор Мицковски, политиколог и доскоро активист на СДСМ, во интервју за Република вели дека условите за избори се договараат пред избори, а не по нив. По изборите веќе е доцна, додава Мицковски. Тој оценува дека вистинскиот гнев кај најголем дел од членството лежи во хипокризија на ова политичко раководство, во нивната превртливост и опортунизам. Потоа, вели Мицковски, најголемиот дел од членството на СДСМ не сметаат дека двоецот Заев-Шекеринска има политичко знаење и моќ за да променат нешто, вели Мицковски во интервју за Република. Обвинителството поднесе обвинение против 7 неосомничени за големата кражба на артефакти во Музеот на Македонија, информира од Основниот суд Скопје 1. Обвинение не е покренато за поранешниот прв човек на управата за културно наследство Паско Кузман. Кривичниот совет на судот, а по барање на обвинителството на сите обвинети им го продолжи притворот за нови 30 дена. Нема информации дали се пронајдени дел од 162 оригинални артефакти за кои има докази дека исчезнале од музеот во период од ноември 2011 до октомври 2013 година. Според сегашните пресметки на околу 300.000 вработени во приватниот сектор им следува регрес за годишен одмор од околу 8.500 денари, кои треба да ги добијат од 1 јуни до крајот на годинава, анализира телевизијата Сител. Доколку работодавецот ја избегне оваа обврска, ќе плати парична казна во висина до 4.000 евра. Работниците во приватниот сектор од понеделник треба да почнат да добиваат регрес за годишен одмор, така наречен К15, чија исплата од годинава е задолжителна и произлегува како обврска за работодавачите од општиот колективен договор за стопанството. Со тој договор висината на регресот е утврден на 40% од просечната републичка нето плата за претходниот месец и според сегашните пресметки изнесува околу 8.500 денари. Резултатите во изборите за Европскиот парламент во Грција според Аристотел Цијампирис, професор по меѓународни односи од Универзитетот во Пиреа, представуваат вовед во предвремени парламентарни избори, кои мора да се одржат во пролетта 2015 година, а тоа ќе оневозможи сериозни разговори за решавањето на спорот за името. Економскиот дел од договорот за асоциација на Украина со Европската унија треба да биде потпишан веднаш по моето стапување на функција, изјави новоизбраниот председател на Украина Петро Порошенко. Тој смета дека така ќе се овозможи испроведување на антикорупцијските мерки и пакетот реформи во најкусможен рок. Американските медиуми го критикува обраќањето на председателот Барак Обама во кое тој ја представи својата надворешна безбедносна политика, пред се потпирајќи се на соработката со пријателските земји во случаи кога САД не мислат самите да реагираат за да решат некој воен конфликт. Нью Йорк Таймс својот уреднички коментар за говорот на Обама го оцени како пропуштена можност председателот да заземе став за бројните надворешно политички проблеми.